Ако не ризикуваш, нема да можеш да дознаеш дали идејата која ја имаш може да се реализира. Со ова мото дипломираниот инженер Петар Ниновски пред 4 години ја напушта добро платената работа и тргнува во реализација на идејата да ја пополни празнината која постои меѓу формалното образование и вештините кои им требаат на луѓето за подобра кариера. Ми претходно сум ризикувал, според мене најризично во моментов е да не ризикуваш. Затоа што така ќе ти помине животот и на крај ќе сватиш дека во животот ништо не си предонал ни за тебе, ни за општеството околу тебе. И тоа го видовме, најчесто луѓето почнуваат со бизнис, дали од некоја лична фрустрација или од некој опортунити што ќе го видат на маркет. Ја го видов другиот, го видов опортунити, го видов можноста за пласирање на некој ваков продукт. И видов дека таа можност во иднина уште повеќе, таа потреба во иднина уште повеќе ќе се зголемува. Решив да ризикувам, буквално кога бев на пик на кариерата, бев на највисоко до тогаш во животот, на кариерен план, реков, окей, напуштам работа, да го искористам и ресурсите, и времето мое, и можноста сега во моментов да направам нешто. Ризикот на Петар се исплатил. Наскоро го основа Brainster, дигитална платформа за учење за која, како што вели, им помага на луѓето да стигнат поблиску до својата посакувана кариера. Започнавме пред 3 години. До сега, тоа што го направено, имаме обучено повеќе од 6000 луѓе кои сега во моментов се на еден чекор поблиску до нивната кариера и не само што ги обучуваме, тоа дополнително што го правиме е ги поврзуваме луѓето што ќе завршат на нашите програми за дизајн, маркетинг или програмирање со компаниите кои имаат потреба од таленти. Потенцијалот на стартапот Brainster на пазарот бил набрзо препознан и од компаниите, па денеска 80 од нив вработуваат студенти кои ги надградиле своите вештини низ програмите на компанијата. Правиме евалуација на што е потребно во моментов на пазарот на труд. Тоа ги поминуваме со време со компаниите кои се наши партнери. Ја евалуираме потребата. Врз основа на таа потреба за кадар, креираме такви програми и почнуваме со селекција на кандидатите. Не сите што аплицираат на нашите програми можат да влезат, туку претходно постои една селекција. Откако луѓето ќе бидат селектирани, поминуваат низ еден многу интензивен процес на учење, каде што инвестираат помеѓу 30 и 40 сати неделно, тоа е скоро цело работно време. Програмите траат од Академијата за маркетинг од 20 недели до Академијата за програмирање до 35-40 недели. Негде на половина од процесот веќе почнуваме да ги поврзуваме талентите со компаниите кои имаат потреба од таленти. Така се движи процесот на крај. Им помагаме на оние што успешно завршиле програмата да влезат во некоја од компаниите, тамо да започнат кариера и да продолжат со процесот на учење, бидејќи овој дел, односно живееме во време каде што не смееме ни во ниеден момент да помислиме да престанеме со учење нови работи. Ниновски со гордост зборува и за тоа дека Brainster вработува своји студенти. Во моментов, само еден од 14 вработени не поминал низ незините училници. Петар компанијата не ја гледа како конкуренција на формалното образование, туку како суплемент, алатка која го поврзува формалното образование со новите трендови. На глобално ниво во моментов формалното образование не може да одговори на овие брзи промени. Ако тргнеме од фактот дека, не знам, во 2020 година, тоа е за 2 години од сега, не за 20, веќе за 1 година и пол, 25% од отворените работни позиции на глобално ниво се позиции кои се уште не се измислени во моментов, не постојат во моментов. Така толку брзо се менуваат работите. И затоа не верувам дека толку лесно таквите промени ќе може во нека формална институција да се реализираат. Меѓутоа ние можеме, бидејќи сме брзи, сме флексибилни, можеме да направиме добри проекции на што ќе се бара во иднина, соработуваме со многу компании. Од вештините кои се бараат, Ниновски открива дека програмирањето уште долго ќе биде една од најбараните, а во чекор ја следи дигиталниот маркетинг. Новата вештина која наскоро сериозно ќе влезе во конкуренција е Data Science, тоест науката за користење на многу податоци, која ќе стане нужност во компаниите. Приказната за Brainster Ниновски ја раскажува во еден здив, како и за тоа каде ја гледа иднината на компанијата, зашто првите чекори веќе се направени, ширење во земјите од регионот. Ниновски со ист ентузијазам зборува и за визијата за неговиот тим да ги следи трендовите, да учи нови работи, да се грижи за клиентите. Соочувањето со предизвиците е дел од тоа. Без предизвик, вели Петар, нема напредок. Дури се надевам дека нема да останеме
месец дена каде што нема да се соочиме со некој предизвик. Тоа значи дека веќе сме во некоја статус кво позиција во која воопшто не сакам ниту да влезам. Разговорот со Петар го завршуваме со едноставно прашање: дали се гледа себе си како успешна приказна? Тука разговорот, народски кажано, малку запнува. Зборувањето во прво лице еднина не му е пријатно, но сепак го добивме одговорот. Тоа ми е многу тешко прашање да го одговорам искрено. Тоа го имам разговарано со други луѓе, тоа ми е многу тешко прашање да го одговорам. Мислам дека до таму дека што имаме стигнато, имам заслужено да се нарачам себе дека е успешна приказна. Меѓутоа, ако го имам тоа, ако постојано мислам на тоа дека сум успешна приказна, од каде ќе ми биде чувството да се подобрувам, да напредувам и така натаму. Затоа најверојатно, не знам, треба уште многу да работам за да бидам успешна приказна, тоа е моето мислење. Дефинитивно се гледам уште долго време со компанијата, тоа да биде јасно. Меѓутоа, вака, целта ни е една, целта ни е да стигнеме до 1 милион луѓе кои ќе им помогнеме да дојдат до кариерата со ништата. Додека не го направам тоа, ја никош нема да престанам со бизнесот.